Течат средбите во Лондон меѓу македонската делегација предводена од вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и британските власти пред утрешното официјализирање на договорот влада со влада, дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство. По средбата со представниците на инструментот за финансирање, Николовски вели што туку завршила најбитната средба на која се разговарало за деталите за финансиската рамка од 6 милиарди евра. Парите кои Британија не ги става на располагање ќе се користат само за проектно финансирање, рече Николовски, додавајќи дека очекува есенва да имаме започнато со работа на терен. После потпишувањето на договорот влада со влада утре и ратификацијата на истиот во Македонското собрание, ќе почнеме и официјални разговори во однос на начините на финансирање и начините на реализација на овие проекти и во многу брзо време ќе можеме да излеземе и со тие детали. Јас кажав дека мојата амбиција е дека во текот на летото ќе имаме договори, а во доцната есен веќе дека ќе имаме работа на терен. Потписници на договорот влада со влада ќе бидат Николовски и британскиот министер за услуги, мали бизнис и извоз во Министерството за бизнис и трговија Герет Томас, а пред утрешниот официјален настан Николовски во денешната агенда има предвидено средби со државната министерка за внатрешни работи Дейм Анджела Игл. Иако и натаму нема конкретни детали за тоа што точно ќе содржи договорот, премиерот Христијан Мицкоски уверува дека се ќе биде транспарентно и ќе се знае точно за што ќе се потроши секој еден денар од парите. Нема да класифицираме документи. Напротив, ќе биде јасно на македонската јавност што ќе потпишеме, под кои услови, кои се цените по кои што ќе се гради, кои се компаниите кои што сето тоа ќе го градат. Стратешкиот договор со Британија денеска го поздрави и претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Рече дека тоа е чекор напред и дека на земјата според неа и се потребни и други такви договори. Се разбира дека ние мораме да наоѓаме решенија за развој и стратешкото партнерство е во таа област. Еве јас ќе кажам, би сакала да имаме стратешко партнерство и со некои земји како Азербејџан и останатите. Од она што досега е познато е дека на располагање ни се ставаат 6 милиарди евра пари кои земјава не мора да ги искористи во целост. Со првите 2,2 милиарди евра владата планира да ги гради двата колосеци на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип, болницата во Кичево, како и да ја реновира болницата во Титово.